Добро утро, почитувани гледачи. Со мене ова утро гостин во студиото е доктор Боне Стевановски, специјалист по психијатрија во психијатриската болница Негорци. Во неговата биографија стои дека од 1996 до 2002 година работел како лекар по општа медицина во амбулантата во Стар Дојран, како и во здравствените пунктови во селата Фурка и Николики. А од 2002 до 2006 година специјализира психијатрија на Медицинскиот факултет во Скопје. Со него денес разговараме на повеќе теми. Докторе, добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро и благодарам на поканата и мило ми е дека ме поканивте. Така. А кажете ми најпрвен, што е вашата професија? Што вие всушност работите? Да, ви благодарам како на прашање. психијатар, така. Јас сум специјалист психијатар и работам сум во психијатрска болница Негорци. И мојата основна работа е да ги третирам хоспиталните пациенти, хоспитализираните пациенти кои што се хоспитализирани во психијатрска болница Негорци и истовремено имам и амбулантски прегледи во самата болница. Тоа ми е основната дејност. Да. А кога не би работеле во психијатриската болница во Негорци, како би им помагале на луѓето вие како лекар? Бака, значи јас работев како што спомнате во амбуланта Стар Дојран. Кога човек ќе заврши медицина, тогаш една за секогаш доживотно е лекар. И на било кој начин, како сакате, така може да им помагат на луѓето. Најважно имате позитивна мисла и позитивно размислување. И секогаш кога пациентот ќе ви дојде со одредена мака или потешкоти или некој здравствен проблем, тогаш вие треба наискрено и честно да му придите, за да може да го прифатите неговиот здравствен проблем и потешкотија, најпрво да го сослушате, да го упатите, ако не е за кајмина, да го упатам на вистинското место со одветната адреса, каде што може да се реши неговиот здравствен проблем или потешкотија. Имате искуство и како општ лекар, нели, како што спомнав и во најавата. Многу луѓе знаат да кажат одам кај лекарот затоа што тој ме прима добро, значи ме сослушува и половина од болката ми заминува. Колку е тоа точно во пракса? Тоа е во 100% точно. Так. И најважен е приемот за самите пациенти. Јас денеска живеам во Дојран и таму се уште ме перцепираат како доктор од општа пракса и често пати во моето слободно време кога имаат било какви потешкоти, јас им помагам на моите колеги кои што ги работат оваа примарна здравствена заштита во самото место каде што живеам, затоа што специфично е местото, немаме брза помош и така и спремни сме секогаш да им помогнеме и така пациенти се задоволни со оглед на тоа дека ние работиме надвор од самата мојата специјалност психијатрија и општа медицина која што ја практикував 6 години пред да започнам да специјализирам психијатрија. Во помалите места се случува баш вашата професија да биде сватена многу присно, многу блиско и знаат ли луѓето кога ќе видат на улица да ви ги кажат маките, не само во ординација? Да, многу убаво прашање, тоа е честопат и јас на некој начин имам замерка од моите блиски или кога седиш во кафана и така, он кога ќе дојде, кога ќе се поздрави веднаш, се окаже својот здравствен проблем, но јас имам умение, имам сила и трпение да ги сослушам и го разбирам тоа како сосем нормално и така го прифаќам. Така, тоа е вашата професија, знаете дека тоа оди со професијата. Апсолутно да, се сложувам. Како се одлучивте да се запишете на специјализација за психијатрија? Така. Во моите размислувања, значи беа две специјалности, едната беше педијатрија, втората беше психијатрија. Многу ги сакам децата и имав убави искуства во Дојран како општи лекар и во другите населени места во кои што работев. Поготово помош им требаше на децата и кога се замислував во моите перцепции за идна професија, тоа беше педијатријата, но и психијатријата во мене тежне, затоа што како човек сум по природа комуникативен и сакам да комуницирам со луѓето и превагнува второто. Така се одлучив и почнав да специјализирам психијатрија на Медицински факултет во Скопје, на клиниката за психијатрија во Скопје. Има ли шанси на педијатрија да специјализирате после некое време? Па, се е отворено? Се е отворено, опциите секогаш отворени, но сега засега останувам на мојата прва специјалност психијатрија. Народот често знае да не направи разлика, односно да ги изедначи психологот и психијатрот. Ке ни кажете ли која е разликата? Да, ви благодарам. Во секој случај нормално, кај народот и мене ме нарекуваат дека вие сте психолог и така, тоа е сосем нормално. Психологијата е една гранка, може да се каже, која што за да станете психолог потребно е покрај средното училище се заврши факултет за психологија и они ни помагаат, нас соработуваме
А за да се добие специјална психијатрија покрај медицинскиот факултет потребно е уште 4 години специализација по психијатрија и ние сме во тесна врска со психолозите, имаме соработка со ними, но во секој случај тоа се две различни и одделни професии кои што народот со тек на време почнува полека да ги. Че да бидеш психијатар, најпрво треба да бидеш лекар по општа медицина. Да завршиш медицински факултет. Медицински факултет. А имаш стажирање од 1 година, се полага државен испит, а потоа се специализираш 4 години психијатрија и тогаш веќе се добива после положувањето на специјалистичкиот испит по психијатрија, тогаш се добива титулата специјалист психијатар. Психологот со што се занимава повеќе, со кои психолозите се занимаваат кај нас, ни помагаат со одредување на психолошките потешкоти кај луѓето. Они можат да прават одредени психолошки тестирања, детекции на одредени заболувања кои што нам ни се и такако потребни за дефинирање конкретно на самата состојба или болест кај одредени пациенти. Тоа е нивната главна професија во корелација со нас, или често пати има психолози вработено во училиштата каде што работат со основната категорија на децата и така. Психијатрите се повеќе за лечење на Апсолутно, да, за лекување на состојбите кои што се настанети како резултат на психичките расстройства кои што се кај луѓето. Како психијатар гледате филмови, претпоставувам, кои се поврзани со тоа. И најчеста слика кога некој оди на психијатар во филмовите, пациентот лежи на удобен кауч, пријатна атмосфера, а психијаторот седи на една фотелја. Исто една опуштена атмосфера има. Колку тоа влие врз тоа да добиете информации од пациентот и го практикувате ли таквиот начин на... Тоа во многу влијае и најважна атмосферата за почеток, пациентот се опушти за да може да се релаксира. Ние, значи, тоа е составен дел од нашата работа и во секој случај, во зависност од заболувањето на самиот пациент, кога има можност, го применувам и тоа. Тоа во многу ми помага, не само мене, туку и на самите пациенти, за да може да се ги искажат своите чувства кои што ги имаат во моментот, за да можем да им помогнем. Правите ли психоаналитички постапки кога сакате да извлечете некои информации од длабочината на психата на пациентот? Тоа е многу интересно прашање. Да, тоа понекогаш е потребно за да се направи, за да може да се долови комплетната дијагноза и слика за самиот пациент. За да може да влијаете за излекување? Апсолутно, да, за да одредам на крај со која терапија ќе одам и како можем на кој начин најдобро да му помогнем на пациентот во таа состојба. Има ли успех во лекувањето? И сега релативна работа е тоа, но и еден чекор мал напред сепак е успех кај некои пациенти. Знаете, јас многу си ја сакам својата професија и ако човек си ја сака професијата, тогаш успехот е неизбежен и треба максимално да се дадеме на своите пациенти за да можеме да ги доловиме, тоа што рековте, макар и мал чекор напред за да биде нели поудобно за самиот пациент и така. Кажете ми сега кои се најчести психолошки болести кои што се јавуваат на нашето подијаве во Македонија? На нашето подијаве, да, во Македонија во главном, значи една од најчести е депресијата, која што се јавува во многу голем процент и некаде има според светските подаци од статистичката, значи до 2020 година депресијата ќе стане второ место во светот после кардиоваскуларните заболувања. Понатаму доаѓаат и другите наши заболувања, мислам заболувања кои што ги имаат пациенти, шизофренија, алкохолизам и така натаму, но во главном депресијата е најмногу застапена во најголем процент. Зависноста од нешто се смета како психолошко нарушување? Да, психијатриско нарушување. Психијатриско? Да, значи имаме поголема, имаме зависност голема, како да ви кажем, значи од алкохол, наркоманија, во последно време коцкањето е многу актуелно. Значи тие се зависности, болести на зависност кои што исто така ние ги третираме. Така. Како еден пациент кој што е дошол да биде зависник, например, од алкохол, која е постапката да се лечи најпрви? Ако тој најпрви најверојатно сам треба да сака. Така. Многу убаво прашање. Ова е, како да ви кажем, мощно специфично кога се збори за алкохолизмот. Самите луѓе кои што се болни од оваа болест и не го прифаќаат тој факт,
тој мисли дека нему е ништо како и да не е болест, како се да однесува. не е болест, но за жал тука трпи целата фамилија, трпи на работното место, трпат колегите и така натаму и тешко му е да се одреди за да почне да се лекува, да се третира. И тука имаме потешкоти околу тоа да он се согласи да почне да се третира. Откако ќе се согласи, тогаш е многу полесно да кога ќе влезе, да речем, кај нас во психијатрска болница, кога ќе ги примеме сите методи, после месец-два тој е веќе друг човек со други размислувања, со избистрена мисла, со јасен ум и така натаму, но почетокот за да почне да се третира е многу тешко. Значи најверојатно најтешко е најпрвен да се соочиш со самиот себе си, со тоа што го носиш како проблем, па потоа и со тоа другите како го перцепираат тоа. Да, во потполно се согласувам. Не само за алкохолизмот, туку за се во животот, според мене е многу тешко да се соочиш самиот себе си. Ние може да се соочиме со сите други, со вас, со сите други, но со самиот себе да се соочи човек и да си погледне во огледало, сами да се види себе си, е многу тешко. Тоа и за нас психијатрите важи, не само за сите луѓе. Така. Најпрво да се погледаш, да се признаеш на себе си, потоа и на другите. Така. Во однос на алкохолизмот, која е таа мерка? Се нашиот народ знаеме дека сака да се напие чашка раке, нели, за расположение, две. Која е таа мерка и кои стандарди се воспоставени како да речеме дека еден човек е алкохоличар? Така, па има повеќе фази кои што алкохоличарите ги поминуваат. Но факт е дека ако човек почне да употребува секојдневно, конзумирајќи поголема количина на алкохол, да кажеме, имам пациенти кои што и по половина литар ракија пијат, а го употребува подолг временски период, тогаш веќе почне да станува за болест. Со тоа што јас морам да напомнам дека јас себе со личен пример и не само и јас, скоро во нашата психијатрска болница Негорци, повеќето докторите воопшто и не ни употребувам алкохол, со максимална поддршка да им давам на пациентите дека може да ни кажам кога јас можам да не употребувам, можеш и ти. Тогаш пациентот фактички се наоѓа малку така во небрано и се е засегнато тоа дека кога доктор психијатар му кажува дека вода само пие, да кажеме, тогаш малку е поголема поддршката и малку се размислува повеќе. Кај не се застапено мислењето по една чашка до две као подобра за циркулација и така, јас тоа го прифаќам и мислам дека една чашка, може би или пола чашка раке или една чаша вино, како што потвоја во Франција, па немаат инфаркти, тука се застапени таните, дека е сосем корисно за здравето, но не верувам дека нашите пациенти може да истраат во таа една чашка. Зависи од обкружувањето до кое досега живееле. Добро е тоа што го спомнавте дека им давате лични примери за да види дека има една група на луѓе во една одредена средина што сосем нормално може да функционира, нели, без алкохол. Со гордост истакнам дека пијам само вода, малку е тоа необично, можеби делува и чудно, но мислам дека е голема поддршка за луѓе кои што навистина имале потешкоти, кога ќе им кажем добродојавте во клубот на водата, се чувствуваат малку поудобно, имаат поддршка од моја страна, а другите луѓе кои што употребуваат ги гледаат чудно, но веќе тоа не е баш така чудно така. Тука добро се надоврзува тоа што самодовербата, значи стекнуваат самодоверба што во основа на секоја зависност е немањето самодоверба. Самодовербата е најважна и нашата максимална поддршка. Он кога знае дека јас како негов доктор и пријател го поддржувам максимално во тоа, со тоа што кога ќе седнеме во кафана, знаат келнерите донесуваат веќе вода, тука е, мислам, многу убава поддршката. И настанува една симбиоза, значи заедничко делување во однос на сите други, за да им се помогне во нивната истреност да може да го продолжат патот по кој што почнале. Така. Што ќе кажете за барем тоа што го гледаме од телевизија за американскиот пристап на лечење на некои работи, на зависност и други, нели, така пореметувања кои се случуваат, нели, во текот на животот кај сите. Мислам конкретно на правење на групи, нели, за сега конкретно почнавме да правиме увед за алкохолизмот, правење на групи на алкохоличари, поддршка нивна. Дали тој начин некако ви го сметате дека е добар? Може би за таму е добар, за тука што мислите, би функционирал ли тој начин?
Да бидам искрен, јас го почитувам тој систем. Прво ќе ви кажем малку стручно, значи ние болести ги класифицираме спрема МКБ-10, тоа е меѓународна класификација на болестите под бреден број 10, а американците имаат DSM-4. Значи таа има друга класификација на болестите, има друг пристап. И тоа е за почитување и многу е убаво во тие групи во зависност од какво е расстройството, кога ги собираат и си даваат меѓусебна една поддршка, нормално тоа сето тука подкрепено со доктор, психијатар, психолог, со програма се. И за воля на вистината убаво е кога би кај нас би имале возможности да го правиме тоа, мислам дека процентот на излекувани пациенти би бил многу поголем, затоа што да речеме кај нас пациентот кога ќе дојде во една состојба и после 2 месеци вие не може да го препознаете, зборам за алкохолизмот, и многу е битно он кој ќе си дојде дома да има кој да го поддржи. Да кажем, ние сме во психијатрска болница Негорци, а он живее во Берово и пак ќе се врати на старото друштво, кај старите пријатели и ако он одскокнува од средината, тогаш тие нема да го прифатат и тој пак се враќа на старото и тоа се повторува во круг, потоа доаѓа пак кај нас и така. Тоа е многу. Што на некој начин е стварање на друга средина на функционирање, апсолутно да. Каде што тој ќе биде вреден во едно одредено друштво иако не пие или другите зависности. Има и клуб на лекувани алкохоличари. И дури имам примери на личен познат во Грција за лекување на наркомани кои што ги третираат во одредна комуна месец, 2-3 и повеќе и со години некој може. И потоа државата му возможува едно 50% за да формира сопствен бизнис и да го поддржи за да може да се шири. Имам таков пријател кој што беше и така делумно и мој пациент, си формира семејство, сега има дете, си работи бизнис, му тргна работата и се оттргна од канчите на наркоманијата, на дрогата. Така. Сте се обиделе ли вие некакво здружение и дали имате право, како вработен во една институција сега, дали имате право да формирате едно такво здружение? Група на луѓе кои се зависници од нешто, и да формирате здружение да функционира на тој начин тука. Да бидем искрен, порано кога работев на алкохолно оделение, имав такви размислувања, има во Македонија колеги кои што имаат во Прилеп во Скопје клуб на лекувани алкохоличари, но сега сум на одделот за психогеријатрија, го работам во самата болница и тоа како поттике во иднина треба да го правиме тоа. За сега го немам тоа направено. Да се навратиме малку на тие психијатриските нарушувања. Рековме депресија, шизофренија. Кај нас депресијата во последно време ми се чини дека е малку самиот збор депресија го употребуваме пречесто. Каде треба и каде не треба, како хиперактивност кај децата и кај луѓето. Што е депресијата, каква форма на заболување? Депресијата има 3 главни симптоми, има 7 споредни симптоми. Тоа е во главно губење на волјата, неможност да се комуницира, повлечен во себе, дури најчесто доаѓа до одреден момент кога има самоубиствени размислувања дека он не е вреден и дека нема зошто да живее, дека нема мотив, дека нема среќа, едноставно се црно, така. Има депресивно расстройство во форма на блага депресија, на зголемена депресија, на депресија без психички нарушувања во смисол на психотични елементи или има и тешки депресии кои што се со психотични, со присуст на психотични елементи. Има повеќе видови кои што кога ќе дојде до поголем степен неопходно е да се посети психијатар за да може да му овозможиме стручна помош, да се даде соодветна терапија од фармакотерапија за да може да функционира човекот во нормала. Вродено ли е тоа или се стекнало или комбинација е некако? По принцип има и генетски предиспозиции, но во главно се стекнува. Значи со самиот начин на живот, ако на човек му се случат неколку, да кажем, пехови во животот, и ако нема кој да го подкрепи, да му даде една светла мисла, поддршка, тогаш лесно може да западне, зависи од лабилноста на карактерот од човекот, колку е цврст во себе и колку може да си даде сам подкрепа или некој им треба малку повеќе подкрепа од други, не само од психијатар. Кај нас најдобар психијатар е пријателот, си седнуваш со него и си кажуваш во зависност од тоа колку што може да помогне, а стручната помош е малку на друго ниво. Значи, важно е дека има лек за таа болест. Апсолутно, да. За било која форма и стадиум. За било која форма, морам да кажем дека во Македонија имаме добри, современи
антидепресиви кои што се подобри и подобри, сме на ранг на светските реномирани фармацевтски компании кои што ни помагаат во смисла да се справиме со депресијата кај луѓето. Потоа малку ќе разговарам исто за традиционалните начини на лекување. Би да. сакал да спомнеме и во тој однос за тие болести кои се потешки нарушувања психијатриски, како би можеле и како превентива. Шизофренијата, што би кажеле за неја? Од кога која е таа возраст? Исто и за депресијата ме интересира од која возраст најчесто се случува да се појави? Да завршим депресијата, па после кажеме за шизофренијата. Значи, депресијата се јавува, да ви кажам искрено, јас не верував порано и како општи лекар кога работев во Дојран, може би сум имал случај на депресија, на која ќе заврши специализација по психијатрија, после малку се појасни работите. Некои работи што ти ги гледал на начин како што ги гледаш како општи лекар, ги гледаш малку поинако како психијатар. И еве сега кога работам во самата психијатриска болница, за жал ми доаѓа дечиња од 18, 19, 20 годишна возраст кои што се со почеток на депресија. Конкретно кај шизофренијата, да кажеме, тоа е воглавно генетски предиспозиции имаат и исто така во зависност има повеќе типови на шизофренија. Значи негде самата болест може да почне од 17, од 16 години и така. Секогаш кога ќе доаѓаат кај нас, значи тие фактички почна негде во средното училиште. Него да завршуваат средното училиште или имаат потешкоти, па или ќе го завршат. Имаме луѓе со шизофренија кои што и факултети завршиле, но за жал потоа малку потешко функционираат ако не постуваат психијатар или не употребуваат антипсихотици средства, лекови кои што се употребуваат за таа болест. Колку типови има? Има доста типови? Има повеќе, има основно, има едно 5 подтипови на шизофренија, кои што тука ги уклучуваме психолозите да можеме да ги разграничим со одредени психолошки тестови, за да можеме да ги дефинираме јасно работите, да дадеме соодветна терапија. Кои психолошки тестови, кои се тие, што се тоа психолошки тестови, што се работи на тие? Така. Психолошки тестови се специјални формулари направени од страна на психолозите, за кои што си имаат специфични прашања во однос на одредната состојба која што нам ни треба. И има различни психолошки тестови за депресија, за шизофренија, за биполарни расстройства, има одредени скали кои што ние соработуваме со ними и во соглед со тоа фактички ние на некој начин ни улеснуваат работата која што за да можеме да ја допрецизираме дијагнозата кај одредени состојби и да можеме да дадеме соодветна терапија. Тоа се методи, некакви прашања, во што се состои? Тестови. Тоа се прашалници кои што се правени, значи по одреден терк, европски терк, и врз база на тие прашања кои ќе ги одговори самиот пациент, се стекнува еден убав увид за неговата здравствена и психичка моментална состојба. Шизофренијата како болест, кои симптоми ги има, тие основни симптоми, некои халуцинации постојат, знам... Тоа е, значи, кај шизофренијата, интелигенцията е, може да кажем, нечепната, таа си е супер, си функционира, но имаме пореметување во мисловната и во афективната сфера. Значи, во тој дел на мозокот Во тој дел на мозокот ние правиме специјално психијатриско интервју и психичка експлорација на самиот пациент, и во тој дел на мозокот ние имаме потешкоти и имаат, добро рековте, ви имаат аудитивни, имаат визуелни, олфактивни, тие се викаат измами, кои што слушаат, да кажем, народски речено, одредени гласови и тие гласови во зависност од тоа што им зборуваат, тогаш може да постапат и така. И тука ние настапуваме со нашите лекови антипсихотици со кои што ги смируваме и ги враќаме на некој начин во нормал. Правејќи анализа на заболени од шизофренија, кои се тие слики и гласови што им се појавуваат? Дали се тоа некои стравови од минатото, дали се желби за војнината? Од каде точно и доаѓа коренот? Така, да бидам искрен, нели, во основата на се ние психијатрите кажуваме дека се доаѓа негде од детството па натаму и така натаму. Не можам да прецизирам, да бидам сигурен од каде им се доаѓа, затоа што за нас се многу бизарни и нелогични нивните размислувања, дека они слушаат гласови, дека не се чувствуваат добро, дека тој глас им кажува да направат така и така. Тоа е многу специфична работа и суптилна е за секој пациент, е различно индивидуално.
се плашат од тие гласови, има некои кои ги прифаќаат, свесни се? Да, они во зависност од неговата состојба до кој состојба дојде на болеста, ако е оставен подолго време без терапија, тогаш тие гласови ги препознава како своји и мисли дека тоа е нормално, дека треба да го направи тоа што му го зборува гласот. А пациенти со кои што ние работиме и примаат одредена терапија, самите кажуваат: докторе, јас слушам малку повеќе гласови и денови, ова не ми се допаѓа, тие се веќе на некој начин делумно критични, тогаш ние даваме малку поголема терапија и така ги регулираме тие гласови, се смируваат. Има ли неуспојави терапијата која дава? Апсолутно да. И треба многу да се внимава во однос на нуспојавите, прецизноста. И на диагностицирањето пред се? Да бидам искрен, јас им се воодушевувам на хирурзите кои што навистина работат многу тешка работа и ги поздравувам нив, тоа е се за почит, но и нашата професија си има своја тежина во однос на тоа да го титрираш точно колку треба да биде лекот, за да имаш минимално нус ефекти, а максимално позитивни ефекти како кост бенефит во однос на примањето на терапијата. Може ли да зборуваме за некаква превенција од депресија и шизофренија? Веќе тие две болести ги спомнав, нели, како најтешки заболувања што се појавуваат и овде, па и во светот. Има ли некаква превенција, постои ли за... Превенција во светот е од тоа што го кажавте, што имаат американците, собирање и правење клубови во однос на психотераписки пристапи, да се прво без терапија, зборам конкретно кај депресијата, кај шизофрените тоа малку потешко би одело. Затоа што има и генетски предиспозиции така, кај депресијата може да се помогне со овај начин прво, за да може да се опфатат луѓето, да се излезе вака на вакви емисии и јавни дебати, за да може луѓето да го препознаат тој момент и без страф и слободно да се јават кај одредени колеги мои психијатри, за да може да им биде тоа помогне, да се отрнеме од таа стигма дека психијатријата е нешто бауки, дека е нешто страшно, дека е многу лошо да се оди на психијатар. И дека си народно кажано луд, па за да одиш на психијатар. Имав баш пред некој ден жена која што рече на низините деца дека не е таа луда и дека не треба да дојди. И кога дојде кај мене, кога беше супер примена и нормално се запише терапија, тогаш ќе разбра дека тоа е нешто нормално. Дури да некакво ослободување и беше дури мило дека нивните деца го препознале депресивниот момент кај незината мајка и тоа сето се заврши така стрекнато. Јас тоа апелирам кај луѓето и кај пријателите на вакви познати пациенти, нели така натаму, да може да им сугерираат за да они се јават слободно и без страф кај нас, за да може да им помогне. Затоа што поголемо оштетување ќе настане ако се потисне тој проблем, отколку да се отиде на соодветен лекар во соодветна институција да се лечи. Тоа сакам да кажам за фамилијата колку е битна поддршката, ама веќе начнавме, ја спомнавте вие. Така. Фамилијата е многу битна поддршката. Значи една од основните поддршки и први и основни е фамилијата. Кај нас, за жал, пациенти кои што се сместени во психијатриската болница, малку фамилијата како да се трга настрана и со тек на времето тие им се олеснува нивното функционирање и не толку често, да бидам искрен, ги поддржуваат самите пациенти, зборам за потешките заболувања. Но конкретно кај овие што се полесните или така на тоа да кажем депресиите, тогаш тоа е многу важно, голема е поддршката од фамилијата. Кога он ќе се почувствува дека јас го поддржувам, дека фамилијата, и веќе тука успехот е загарантиран. Од двете страни има поддршка и тој се чувствува многу подобро. Така. Ме интересира какво е влијанието на медиумите, односно на новиот израз на медиумите во последните 20 на години, 20-30 години, кој веќе има влијание големо и врз нас. Какво е влијанието врз децата, односно конкретно со цртаните филмови кои се агресивни, со сите тие динамични слики, промена на слики кои едноставно децата не се свесни во одреден период од животот да разграничат дека тоа е фикција, а не вистина. Значи, какво влијание има тој импакт на медиумски импакт врз нив? Морам да ви кажам дека одлично прашање и сакам гледачите ваши да го слушнат мојот одговор и мојот начин на размислување. Лани во ноември бев на едно предавање во Белград и таму од еден професор слушнав дека до 7 годишна возраст децата наши
јас имам да кажем керка 17 годишна и син 8,5-9 годишен, значи до 7 годишна возраст децата преку интернет, преку нивните игри или преку медиумите, преку филмови кои што да кажем пишуваат до гледачи до сите возрасти или категории или некој над 12 годишна возраст да се гледат филмовите како се означен се точно тоа не можам да ви кажам баш, дека до 7 годишна возраст децата гледаат 7000 убиства и тоа во нивната глава влегува и на некој начин тој тоа убиство го смета како да е нормална работа. И многу голема улога имаат медиумите и со вакви емисии какви што е вашата утринска емисија, потребно да им се влие на децата и да им каже дека тоа е многу погрешен пристап. Многу лесно се доаѓа до интернет, сите имаат компјутери, имаат лаптопови, имаат ајподови и на некој начин тие содржини ги гледаат како нормални. Секој дневие за жал наместо да земат да возат точак, да играат фудбал на некоја полјанка, и нас како родители ни е полесно да му го оставиме дома лаптопот, па ние да си ги тераме нашите работи, а тие да си гледаат таму што ќе си гледаат. И овој е поразителен факт. Сакам ова да се запомне дека до 7 годишна возраст децата на интернет преку разни нивни игри кои што ги имаат на компјутерите до 7000 убиства гледаат до 7 годишна возраст. Што е поразително и страшно. Како факт и потоа е подлога за болести. Се запрепастив од тој факт од белградски професор. Тоа подлога ли е за понатамошни психијатриски и психолошки нарушувања? Апсолутно голема подлога. Што треба? Извинете. Да, голема подлога е за понатамошни еден раст или развој на такви растројства кои што доаѓаат подоцна. Тоа треба родителите и старателите да направат во тој однос да се спречи тоа. Тоа е наша голема улога и јас како родител мораме да преземеме поголеми чекори, да се обидеме да ги тргнеме малку тие лаптопови компјутери, да можеме да ги запишеме во некои спортски друштва, да почнат да играат фудбал, кошарка, ракомет. Имаме прекрасни спортисти кои што сите се гордееме на ниво нашата држава, за да може да ги оттргнеме од секојдневието. Имав на едно гостување во Бугарија, еден фудбалер кажа, за жал се помалку деца има на фудбалските игралишта, а се повеќе се пред компјутерите, затоа немаме ни добра фудбалска репрезентација. Кога децата од мали наместо компјутер ќе почнат да играат нешто друго, ќе се развиваат во тоа поле. Тоа е апсолутно. Ме интересира лично кое тоа е влијание на лошо искажување на својот гнев во Соединетите Американски држави, во кој скоро секојдневно може да слушнеме неубави работи како што се убиства на врсници, повеќе во средношколската средина. Кој е тоа влијание, кој е тој од каде се тие фактори кои придонесуваат за такво однесување на младите? Убаво прашање. Јас не сум бил во Соединетите Американски држави, но од ова што гледам преку интернет, преку комуникација со луѓе кои што живеат таму, имаат малку поголема демократија во набавувањето на дозволите на самите оружја кои што си ги земаат со лична карта и си ги употребуваат, а верувам дека кај нив со интернет е уште пошироко распространето и сите тие деца го гледаат тоа како нешто нормално. И игрите исто предонесуваат. И тогаш кога нешто ќе се случи, сето тоа е страшно, но за 2-3 дена брзо сето тоа се заборава и пак си продолжуваат со истото темпо со кое што си биле и претходно. Мислам дека и таа преголема либерализација, слобода на набавување на огнени оружје кои што за жал е таму, мислам дека е полиберална. Кај нас за среќа мислам дека има некој поголем ред водство на тоа, барем конкретно на користење на такви огнени оружје, за да не настане тоа. Но за жал и ние се движиме кон либерализација и на некој начин тоа може да допринесе и во нашата држава да имаме такви слични потешкоти. Што мислите за либерализација на некои супстанции кои сега не се дозволени? Така. Како например маслото од марихуаната. Така. Значи не зборувам за злоупотреба, зборувам за употреба во медицински во медицински аспект. Кога тоа би се употребувало во медицински аспект и има одредени
и јас го пратам тоа како алтернатива, дека има одредени помошти, смирувачки, разни антиканцерогени дејства. Исцелителски дејства, сега точно ние не можеме да кажеме како е што. Ако тоа би се регулирало со закон, тогаш мислам дека може да се погледне, но треба строго дефинирано да биде во рамките на законот на држава. Значи стручното лице тоа треба да го одреди, да не дојде до злоупотреба. Да, до злоупотреба, да. Така. Добро, веќе навлегуваме во темата која се вика традиционална медицина, односно под темата традиционална медицина, па би сакал да позборуваме во тоа за тоа каква е улогата на традиционалната медицина во нашето општество. Така. Ви благодарам на прашањето. Јас мислам дека улогата на традиционалната медицина во нашето општество од ден на ден зема се поголем замав и да ви кажам искрено, јас сум поборник на тоа. Значи, за тоа што јас работам комплементарна медицина. Значи, комплементарна медицина подразбира работа лекување со класични фармацеутски препарати, како што сум завршил медицина и специализација, но го поддржувам и дополнувањето на делувањето на овие традиционални продукти или тоа не се лекарства, тоа се како додатоци на храна, зависи како се регистрирани, кои што во многу помага за подобрување на имунитетот и општата состојба на здравјето кај луѓето. Значи максимално поддржувач сум во таа област. Нашиот народ знае ли, ги познава ли доволно билките за да ги употребува и превентивно, па и да се лечи во однос на психијатриските нарушувања и психолошките нарушувања? Така, да бидам искрен, се точно не знам колку народо знае, но воглавно ако употребува одредени билки кои што помагаат во процес на смирување, на избистрување на умот, на подобрување на општа здравствена состојба, јас сум поддржувач на тоа. Кои се тие билки? Вие имате искуство со Па чај од мајчина душица, например, знам дека е за смирување. За смирување. Кантарионот помага кај депресивните расстройства. Чајот од маточина, капките од валеријана. Го подигаат расположението, значи? Да, апсолутно. Капките од валеријана дозволени ли се насекаде или Да, мислам ако се направени во лабораторија дека се дозволени. Што е валеријаната? Тоа е едно растение кое што како билка тревка помага во подобрување на расположението, во нормализирање на сонот. Така. Добро, кажете ми повеќе за што е тоа тенториум или тенториум плюс и кои се неговите препарати? Така, Тенториум е прва пчеларска компанија во Русија и таа е создадена пред 27 години во рускиот град Перм во Сибир. Тоа е на 2000 км од Москва. И тоа е прва пчеларска компанија спрема пропозициите на Апимондија. Значи, Тенториум има освоено 10 златни медали, има 5 сребрни и 2 бронзени. Тоа е голема фабрика, која е еден руско-германски конзорциум, кои што имаат они две фабрики. Едната е во Перм, Русија, втората е во Дрезден, во Германија. Се разбира во Германија. Да. Германците нема да остават само русите таму. Германци се многу паметни, затоа што они имаат убав спој направено со русите. Чија иницијатива е тоа родена фабриката? Фабриката е родена според русите, но они имаат стари врски со источна Германија. Германија сега. И фактички имаат направено убава спојка, која што е фактички многу напредна компанија, има многу вложено во развојот на апи производите, значи производите од пчела. Збориме за мед, матичен млеч, перга, пчелен отров, пчелен восок и така натаму. Кои производи ги произведуваат таму и зашто се користат? Вака се, значи, Тенториум произведува над 100 производи во широка палета, значи збориме за пчелни производи, збориме за масти, збориме за капки, збориме за држеи и козметика. Ние овде во Македонија, Тенториум има над 600 дистрибутивни центри во цел свет. Ние имаме среќата да токму во нашиот град Струмица овде имаме дистрибутивен центар на Тенториум и ги користиме сите бенефиции исто како и сите тие луѓе кои што ги користат од сите 600 дистрибутивни центри. Имаме околу 20 на производи. Значи, овде регистрирано преку Агенција за храна во Скопје, како додатци на исхрана, за да може да се
стават во промет и продажба на територијата на Република Македонија. Вие донесовте со вас денеска еден производ. Да. Ова е што производот Tentorium Plus. Тоа се регистрирано овде како додаток на храна и е фактички комбинација од полен, мед и восок. И таа појава се вика амброзија. Значи А е негација, а амброзија е бесмртност. Тоа го користеле боговите од Олимп кога они употребувале различна храна од обичните луѓе, значи за бесмртност и вечен живот, комбинација на пчелен полен, на мед и на восок. И ние за среќа го имаме овој производ овде, кој што јас го обожавам и покрај класичните антидепресиви кои што ги спомнавме претходно во депресијата, го препорачувам најтопло и ово за да се подобри целокупната состојба на организмот. Докторе, ќе се навратиме на разговорот пак и ќе позборуваме малку за овие производи од Tentorium. Правиме овде една кратка музичка пауза и се враќаме повторно во студиото. Сите звезди гаснат, само една не. Во неја се сите вистини и наши тајни. Една вистина е од мене, а друга вистина пак од тебе. И сега уморно ти велам, оди и не враќај се. Но не заборави дека само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јас носите бој, но со нив правев слики мој. Лажејќи се себе си јас постоем. Тешко ми е да те гледам некој лица туги, и тешко ми е да те слушам, а гласот не е твој. Но најтешко од се е времето што слики носи, во кој денеска не верувам, но сепак близко јас ги чувствувам. И ке ме пратат како вечни сенки за цел живот мој, посетувајќи ме дека само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јас носите бој, но со нив правев слики мој. Лажејќи се себе си јас постоем. Само за тебе јас пеев, само за тебе се смеев. И кога голтав топли солзи од ова душа што горко боли, ги гледав јас носите бој, но со нив правев слики мој. Лажејќи се себе си јас постоем. Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Продолжуваме со разговорот со нашиот денешен гостин, доктор Боне Стевановски, кој има специјализирано психијатрија на клиниката во Скопје.
Разговараме во моментот за тоа, за алтернативната, односно традиционалната медицина. Би можеле да ни кажете сега, да го продолжиме разговорот кој го почнавме пред малку, дали пчелините апарати препарати, се извинувам, дали може да се употребуваат како превентива за секоја за заштита од секоја психијатриско нарушување? Да, пчелините препарати не зборувам само за заштита од секое психијатриско нарушување, ние повеќе ги одиме, јас размислувам на превентивата воопшто, значи за цел организам, за цел организам, за подобрување на општата состојба, за подигнување на имунитетот, на одбранбените сили на организмот и во смисол кога човек ќе дојде момент да се разболи дали од настинка или депресија или било што, кога он има употребува на пчелини производи, многу полесно ќе се справи во однос ако човек е исцрпен, имунитетот и му е паднат на претходно ако не употребува. Тоа е мојата девиза. Значи ние размислуваме повеќе за превенција како превентива на сите видови на заболување. Како влијае медот врз организмот? Што конкретно му прави да му биде убаво? Медот има природна гликоза и фруктоза и врз тоа го ја подобра општата состојба на организмот и на некој начин му помага за да имаме повеќе сила и да се справиме со сите секојдневни потешкоти кои што ги имаме или обврски, работни и така натаму. Ќе му дава и елан за работа на човекот. Апсолутно да, апсолутно да. А што правиме со луѓето кои се алергични на Тоа е многу добро прашање. Имаме луѓе кои што се алергични на мед и на полен или на ободи од пчела, тогаш контраиндицирано е примање на вакви пчелни производи или со голема доза на предострожност или со препорака на лекар. Но воглавном секогаш ќе кажам дека контраиндикација е ако човек е алергичен на пчелни производи во смисло на полен или на мед. Тогаш треба да се избегнува употребата на овие производи. Многу интересен лек, така да кажеме, пчелиниот отров. Како се тој екстрахира, како се извлекува од пчелите и зашто се употребува? Пчелиниот отров е многу специфичен, да ви кажам, правец многу го почитувам и некогаш кога ќе ме боцне пчела, тоа е за убаво. Под услов, нели рековме, ако да не се алергични така натаму. Пчелиниот отров се користи во многу видови на заболувања, тоа е како ревматскиот артрит и кај помагање за подобрување на циркулацијата на телото, на крвта и така натаму. И фактички има специјални апарати. Значи, пред неодамна бев консултиран со една апитоксин групација од Загреб, млади луѓе ентузијасти, кои што беа добиле трета награда за изум во Хрватска, затоа што имаат направено апарат за извлекување на пчелиниот отров во самото, да кажем, од самата пчела. Да. И од самата пчела во амбалажа. Да, и така и кој што е многу корисен, во главном пчелиниот отров се става во креми, во масти кои што и надворешно помагаат многу за разноразни заболувања. Како се разредува поточно како врз кои постапки лабораториски поминува за да се консумира пчелиниот отров и може ли орално да се прима? Да бидам искрен, значи многу е потешко да се направи постапка, значи за ваѓање има специфична постапка, има и такви форма на ампули во западните земји под името мелитин, кој што може да се аплицира интрамускулно за да може да се употребува. Орално е малце потешко, значи во главном се употребува или ако се оди со апитерапија во смисол на боцкање со пчела, директно да се аплицира преку ожилекот од пчелата или да се мачка надворешно во вид на крема. Но е многу корисен. Например, јас не сум алергичен на пчелин отров. Можем ли да се дозволам да фатам некоја пчела да ме боцне? Би било ли пожелно тоа и колку пати можем да го направам тоа во текот на една година? Јас ќе ви кажам, јас се дружам со пчелари и вие знаете дека животниот век на пчеларите е поголем и продолжен, негде над 80 години и тие пчелари се 70-75 години, тие трчаат, работат, на ден ги боцкаат по 5-6 пчели, имаат убоди.
многу е важно да се заштити човекот. Значи, они ги имаат они специјални мрежи кои што треба да се внимава на вратот и на главата, оние сензитивни регии, да не биде директно убодот во некој крвен сат, вена, артерија, за да не случајно многу брзо челниот отров стигне до мозокот и на други места, но во секој случај јас сум поддржувач на боцкање, да. И среќен сум кога некогаш ќе ме боцне пчела. Така, што содржи отровот? Отровот содржи белковини во главном и пептиди. До крај се уште не е разјаснето што конкретно содржи, но овие две состојки се многу важни за самиот организам за подобрување на циркулацијата. Зошто боли? Зошто пецка? Од што? За тоа што има и одреден ефект кој што дава во почетокот само мисли дека боли, но кога ќе си визуализира дека сето тоа е многу убаво, таа болка е занемарлива во однос на сите корисни својства што ги има пчелниот отров. А копривата сега не можеби не е тоа темата, сум слушнал дека и копривата исто е незиното боцкање исто здраво. Што каков ефект? Апсолутно да. Значи исто така не само што е здраво, копривата е многу важна да е негде на страна, значи растена кај што не е на патишта, освен тоа што е здраво и подобрува циркулацијата, нели се јавува една уртика на самото тело, црвенило и така натаму, она е добра и за консумирање. Јас честопати од природни продукти кај анемија препорачувам комбинација на семе од коприва со мед. Значи има во билните аптеки, има семе од коприва, ставите 2-3 кафени или супени лажици семе од коприва, го измештате со медот, наутро, навечер по една супена лажица можете слободно, многу добар продукт за подобрување на анемијата. Не зборам лек, значи зборам превенција. За подобрување на крвната слика. Секако ако има анемија треба се јават кај доктор, те се примат разни антиеметици кои што антианемици. Што мислите, зошто не се обрнува внимание повеќе? Зошто народот повеќе не се насочува кон алтернативната медицина? Зборувам на едно поорганизирано ниво. Па, мислам дека сега се прават напори од страна на владата на Република Македонија во отварање во Штип еден алтернативен центар во комбинација со професори од Кина кои што ќе помагаат да се развие ова алтернативна дејност и гранка за да може народот да ги користи сите бенефити од овој вид на терапија. Так. Има ли во Македонија услови да се во однос на пчеларството, има ли услови да се прави, да се употребуваат производи и во фармацијата и како лек? Македонија е со одлично географско подрачје и е еколошки се уште чисто и незагадено. И секако тие услови се голема предност за да се размисли за да се почне поголема производство на вакви производи кои што во секој случај во нив е иднината според мене. Така, значи треба да се свртиме кон тоа. Апсолутно да се стимулираат сите луѓе кои што сакаат да се занимаваат. Апсолутно да. Тука треба помош на сите пчелари кои што сакаат да прават вакви работи и да ги произведуваат производите од пчелата. Да кажеме нешто повеќе за книгата, докторе, која ја донесовте? Може да ја покажете? Да, ви благодарам. И јас имам чест денеска во вашата телевизија за прв пат да објавам дека со помош на доктор Анкица Расоклија, која што е специјалист по медицинска биохемија, а и магистар и доцент, ја напиша книгата Магичниот свет на апитерапијата во производите на тенториум. И мислам дека ова е прв апитераписки прирачник во нашата држава, кој што е плод на нашата повеќе годишна заедничка работа со НЕЗЕ и тука се опишани, да кажам, болестите и во кои состојби овие препарати помагаат за одредени состојби. Имаме многу убави искуства и собрано тоа искуство кое што ние сме го работеле со докторката. Каде може да ја најдат гледачите? Може слободно да се обратат на доктор Анкица Расоклија, која што ќе ги упати за да може да си ја прочитаат книгата. Убаво е да ја прочита секој кој што сака. Да, кој што сака вакви природни работи е многу корисно. Имаме многу убави искуства. Какво е значењето на здравата исхрана во
во однос на тоа да се задржи и здравиот ум? За мене тоа е многу важно, да ви кажам. Многу е важно за тоа што нашиот организам, се што човек внесува внатре, тоа после има реперкусии врз нашиот начин на живење, врз нашиот начин на делување, на комуникација и лично сум поборник многу за здрав начин на исхрана и размислување на луѓето во таа насока. Така. Кој од сите производи кои што се произведуваат еве овде, кои производи би ги издвоиле, дали по боја или како видови, кои треба да се внесуваат за да го одржат менталното здравје на едно повисоко ниво? Така. Не би кажал само менталното, туку општото, целокупното здравје. Ние пак ќе кажем дека сме една сончева земја со многу сонце, со природни ресурси, богатства и овде навистина сето овошје и зеленче кои што ги имаме, го има онај природен вкус на овошје и на зеленчек. И ние не сме свесни колку сме среќни дека го имаме тоа, за разлика од западните земји, да кажем, керката предходните години беше во Германија и каже кога јади тие зеленчуци, нема вкус, се пожели, дојде тука да си касни, да кажем, струмички домат или пиперка, произведена од наше поднебје, краставица и така натаму, или јаболките и тоа. За жал и кај нас почнува таа, особено за производството, за оние луѓе кои што се занимаваат со производство за продажба на земјоделски производи, дали овошје или зеленчук, но сепак мислам дека народот кај некои одредени производи ја увидува веднаш разликата и брзо се враќа кон на тие некои корени или оние што автохтони растенија кои што веќе со векови, нели, тука се произведуваат и ги влијаат врз здравјето, директно врз здравјето на луѓето. Мислам дека народот се повеќе станува освестен и одма квалитетот и традицијата си доаѓаат на место. Поготово што разговарам со луѓе што одгледуваат, да кажем, и Кромит, и Зелка, и конкретно за Кромит, кај што работам во психијатриската болница Негруш, луѓето дополнително одгледуваат и земјоделски производи, кажуваат дека за Кромитот самите семето што си го произведуваат е многу подобро во однос на тоа што го увезното, купеното, и тогаш имаме многу подобар квалитет. И тоа е многу добро. Луѓето и сами го произведуваат семето без многу финансиски издатоци и сами го произведуваат финалниот производ за да може да си имаат убав бенефит, а па ние имаме корист од тоа што јадеме здрава храна во нова наше македонско поднебје. Докторе, јас тука би го завршил овој наш разговор. Мислам дека доста зборувавме и ако имате уште нешто секако за крај да додадете, слободно можете да додадете. Јас ви се заблагодарувам за учеството во нашата емисија и за советите кои така несебично ги дадовте за оние прашања кои не интересираа нас како редакција, па се надевам и на гледачите. И благодарам и вас. Мене ми беше многу пријатно чувство да гостувам денеска во вашата прекрасна телевизија и кога сакате ви сте на располагање, можам да гостувам пак за било која тема која што вас ви интересира, да може да помогне народот да ги перцепира и да може да ги прифати овие мои ставови размислувања. Ви благодарам. Ќе го имам тоа во предвид, ќе ве држам за збор и секако дека ќе ни бидете гостин во некоја следна прилика за некоја конкретна тема. Ви благодарам, ги поздравувам гледачите, ви посакувам пријатен ден. Драги гледачи, ова беше се за денеска од нас. Ве оставаме во добро расположение. Имајте пријатен ден и се гледаме утре на телеканал 1 во емисијата Утрински пулс. Колку ме мрзи да те мрзам, а сакав да те засакам. И гледав баш да не те здогледам, налетав на тебе пак. Колку ми пречи што ти пречам, не боли што те боли. Колку ли време ке ми треба, од мол да преминам во дур. А само сакав да те сакам, да ти пеам, да се смееш, дур те смеам, да те чувам од некој по паметен друг. И се што правам само да ти влезам под кожа, да те натерам смејки се да вреснеш.
се што правам само да ти влезам под кожа, да те натерам смејки се да блеснеш, па ти си тотално луд. Колку ми прие што си наивна и воопшто не приметуваш дека тивко се наметнувам во твоето секојдневие. Колку ми прие што ти пријам и баш ми е окей што си окей, па после сите мои глупости и стварно е окей да си окей. А само сакам да те сакам, да ти пеам, да се смееш, дури те смеам, да те чувам од некој поубав, попаметен друг. И се што правам само да ти влезам под кожа, да те натерам смејки се да вреснеш, па ти си тотално луд. А само сакам да те сакам, да ти пеам, да се смееш, дури те смеам, да те чувам од некој поубав, попаметен друг. И се што правам само да ти влезам под кожа, да те натерам смејки се да вреснеш, па ти си тотално луд. Тотално луд, по тебе тотално